Добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Вечерва имаме таунхол дебата за најгорливите прашања во здравството. На прашањата на граѓаните и на разни граѓански здруженија вечерва одговараат министерот за здравство Венко Филипче, директорката на Карил Маја Мојсова Миовска и директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Добро вечер и добре дојдовте, а во публикава се представниците на сите здруженија кои имаат прашања кои се поврзани со здравствените проблеми и здравствените осигурувања. Пред да почнеме со дебатата, ќе го погледнеме фактографот што го подготви мојот колега Огнен Чанчаревич за она што ветуваше оваа влада, какви реформи вети во здравството и што оствари. Граѓаните повеќе го ценат приватното од јавното здравство во однос на квалитетот на услугите и бараат приватниот сектор да биде опфатен со задолжителното здравствено осигурување. Половина од испитаниците сметале дека достапноста на лековите, особено оние од позитивната листа, мора да се подобри, а голем процент од анкетираните граѓани изјавиле дека здравствениот систем нема соодветен одговор за потребните услуги на лицата со ретки болести и посебни потреби. Ова е перцепцијата за македонското јавно здравство од анкетата на топ тема на ваша страна лани во декември. Што се смени во меѓувреме? Водечката партија во власта во планот за живот излезе со амбициозна агенда за реформа на здравствениот систем, бесплатно болничко лекување, зголемување на платите на сите здравствени работници за 100%, изградба, реконструкција и опремување на болничките капацитети, висококвалитетни лекови и вакцини, матичен гинеколог за секоја жена, реформа на итната медицинска помош. Од најавите, малку е остварено. Изградбата на клиничкиот центар повторно е одложена и се уште се бара локација. Реконструкцијата на болниците и опремувањето оди со забавено темпо. Итната помош речи си и да не функционира, а замена за системот Мој термин нема. Пациентите со ретки болести се уште се борат со недостатокот на лекови и нивните цени, а матичен гинеколог за секоја жена е далеку од остварување. За снимање со мамограф се чека со месеци, а само во Скопје во 3 установи овие апарати не работат. Одливот на лекарите останува акутен проблем кој можеби ќе се реши со најавеното зголемување на плати во здравствениот сектор. Предвидениот буџет за здравството за наредната година изнесува 6,3 милиарди денари и е за 300 милиони денари повисок од годинешниот. Со зголемувањето на средствата лекарите од јануари идната година ќе добијат за 10% повисоки плати, а медицинските сестри за 5%. За сите останати здравствени работници е предвидено зголемување на платите од 5% од септември идната година. Но сликата за јавното здравство е малку сменета. Бесконечни редови во чекалните и предординациите, недостаток на лекови, термини за преглед за кои се чека со недели, незадоволни лекари и медицински сестри, руинирани болници без соодветна опрема која е или расипана или пак воопшто не е набавена. По лекови на позитивна листа во ред до 15 во месецот. За лекувањето во странство пак и натаму граѓаните повеќе се потпираат на донации отколку на помошта од Фондот за здравство. Кога перцепциите, но и реалноста ќе се сменат. Да, тоа беше фактографот. Констатиравме што се беше ветено, но реформите како да одат бавно и со тешки чекори. Министер Филипче, ќе почнеме од ова што е најактуелно. Најновото што го најавивте е дека детската кардиохирургија практично се сели во приватна болница. Најавувате приватно јавно партнерство. И во детска хирургија најавувате во брзата помош за решавање на проблемите. Што менувате? Не го менувате целиот концепт на здравството и зошто кога добивате најголема инекција во буџетот за 2019 токму во здравството одите со приватно јавно партнерство? Станува збор за процес со кој што ние ги развиваме физибилити студиите со цел да ја провериме исплатливоста на тој нов систем. Сакаме да видиме дали истата сума на пари која што ја инвестираме во некоја од дејностите во здравството, дали е тоа некоја специјалност како на пример детската кардиохирургија или некој сервис како што е брзата помош за кој што сме свесни дека има огромни потешкоти во функционирањето, може да се подобри ако средствата се искористат на еден поинаков начин, поефикасно и поефективно. Тоа се модели кои што сме ги виделе во некои европски развиени земји, сакаме да видиме дали можеме да ги имплементираме кај нас. Во однос на дејноста, во однос на специјалноста детска кардиохирургија, тоа што сакаме да го постигнеме е следно: да обединиме експертизата која што ја имаме и во јавното
и во приватното здравство во овој момент. Понатаму да обезбедиме веднаш подобри услови за децата. Ако ги видите анкетите, сите граѓани сакаат повеќе да се лечат во приватните болници. Тоа не е заради експертите, тоа е заради условите. Ние во овие сегашни услови во клиничкиот центар, такви современи услови не можеме да обезбедиме. Дури да превземе некој циклус на реновирање, никогаш нема да ги постигнеме тие светски стандарди, затоа се фокусиравме кон изградба на новиот клинички центар кој што треба да биде еден модерен објект во кој што ќе може да се дадат. Но и тоа го одложивте? Тоа воопшто не е одложено, туку се и тоа како интензивно работи на идентификување на земјата. Но дозволете само да завршам. Значи станува збор за многу поефикасно искористување на средствата. Граѓаните не го препознаваат, не ја препознаваат потребата за експертиза во приватните болници само и единствено, туку условите. Тогаш кога ќе го имаме новиот клинички центар, ние ќе ги обезбедиме тие услови. Меѓутоа сега сакаме да одговориме на дел од овие барања. И децата се првата група најкритична која што сакаме да обезбедиме добри услови. Понатаму правиме огромна заштеда. Еден огромен тим на странски лекари веќе нема потреба да доаѓа во нашата земја. На едно место, наместо на неколку клиники во кампусот, кога се шетаат децата, сега ќе ги даваме тие услови. Значи работиме на тоа да дефинитивно утврдиме дали тој модел ќе даде многу поефикасен, поефективен и посигурен систем кој што ќе влее уште поголема доверба. Нема тоа да биде класично приватно здравство. Сакаме јасната граница помеѓу јавното и приватното здравство да тргнеме, за да може да им обезбедиме услови на сите експерти да работат и во сегашната државна болница, односно државните институции, но и во тоа што се подобри услови како инфраструктура. Она што загрижувачки ми прозвучува во моментов е што велите ќе пробаме. Што ако не успееме? Сакам да кажам дека ќе пробаме у смисла на анализа на моделот и затоа го најавуваме, се уште не сме го дефинирале, заради тоа што има некои ови аспекти треба да се доработат. И кога ќе бидеме сигурни дека е тоа вистинскиот модел, кој што бенефит ќе препознаат апсолутно сите заинтересирани, ние ќе го имплементираме. Ако ме прашувате мене лично, имајќи го предвид сите позитивни искуства од околни земји кај што сум ги гледал овие модели, кои што сме ги споделиле со експерти од бројни области, од областа на економијата во нашата земја, од областа на здравственото осигурување, експертите во струките, самите доктори специјалисти кои што трошат огромна енергија да обезбедат еден микросистем во физички неколку згради одвоени за да дадат современа услуга за нашите пациенти кои што инаку овие стари згради не може да обезбедат, се токму во таа насока дека овој модел и тоа како добро може да функционира. Но сепак го менувате моделот. Господин Дончев, да? Од аспект на Фондот за здравство во конкретниот случај за детската кардиохирургија, значи за истите пари кои фондот сега ги определува за таа дејност, го добиваме иста екипа во драстично подобри услови, каде што услугите за децата и понатоа остануваат бесплатни, и ми се чини дека ова е класичен пример на синергија помеѓу јавното, најдоброто од јавното здравство и најдоброто од приватниот сектор за иста сума на износ бесплатно, и ми се чини дека ова е класичен пример на win-win ситуација за сите. Но финансирате приватна болница практично. Сигурно од фондот со милиони евра годишно. Парите одат прво и пред се за пациентите. Значи за иста сума пари децата ќе добиват подобри услови од истата екипа која денеска работи, и како што кажав, тоа е за нас win-win ситуација. Доктор Мојсова, како тоа изгледа од аспект на лекар? Лекарите ќе одат од приватната во јавната, обратно ќе се шетаат малку... Видете, искрено да ви кажам, во суштина тоа што е експерт, односно експертиза, сметам дека треба да се искористи во оваа земја. Реално. Постојат земји каде што едноставно, ако јас зборувам за анестезиолозите, практично ниеден од анестезиолозите не е врзан со одредена институција. Обично се тие на некој начин ги даваат своите услуги во повеќе институции, односно болници. Може би сме многу далеко, например, таков тип е Канада. Јас можам да сум фирма, анестезиолог, и во суштина, ако денес клинички центар има потреба од мене денес да работам за клинички центар, утре да работам за, не е битно, за некоја приватна болница. Добро, далеко сме од Канада, но... Може би сме далеко од тоа, ама во суштина, ако видите дека лекарите, односно здравствените работници не може да добијат
плата како што заслужува, да кажеме дека стварно земјава не може да обезбеди не од други причини, затоа што во суштина се уште сме во некој развој и ние не можеме да бараме стварно некои енормни суми, али на тој начин можеме на некој начин да го достигнеме достоинственото ниво на живење кој што нели професијата го бара од нас. Министер Филипче, уште едно кусо прашање, приватно јавно здравство, велите и ќе го решавате проблемот со брзата помош, кој е навистина критичен. Во меѓувреме набавивте веќе колку 12 возила. Зошто ги набавивте кога подготвувате таков концепт? Нели им правите услуга? Тој што ќе го добие, ќе се добие и нови возила. Само ја најавме физибилити студијата. Значи не го започнуваме процесот заради тоа што не знаеме како тој процес би можел да изгледа. И токму тоа сакаме да го видиме, да анализираме како сега системот функционира, кои се вистинските недостатоци, затоа што брзата помош ќе се служите не се само возилата. Ние купивме 12, може да купиме уште 120, ама само возила не го прават системот. Тука се луѓето, има огромен недостаток во здравствениот дом. 500 вработени недостасуваат, отишло изминативе 10 години, тоа е огромна бројка. Значи сакаме да еволуираме дали може да имплементираме нов систем, целосно. Брза помош е време на повик. За колку време се стигнува до болница? Каков тип на помош се дава во брзата помош? Каде точно се носи пациентот? Како се тренирани докторите? Како се прати системот на транспорт? Значи го евалуираме целокупниот систем на брза помош. Со овие процеси на приватно јавно партнерство мислам дека иницираме два многу сериозни процеси во нашиот здравствен систем. Прво, многу поефикасно искористување на средствата, а врз основа на тоа мотив за лекарите да останат во земјата, не да заминат надвор, заради тоа што ќе им се лекари, заради тоа што ќе им се даде овој колку можност. Време би траеле овие студии и за детската кардиохирургија и ова физибилити за брзата помош, за да ги примените? Колку и да трајат, во моментот кога ќе бидат изготвени. Дали имате проценки веќе? Не можеме да процениме, но што е поентата? Во моментот кога ќе бидат готови, ќе започнеме јавна дебата. Сакаме да се вклучат сите експерти. Во здравството има правници, има економисти, има здравствено осигурување, има експерти во струката, има експерти со огромно искуство во сегашниот систем. Има експерти кои што знаат како функционирало порано, па како се развиле сите овие проблеми и како сме дошле до ова дереже. Сите сакаме да ги вклучиме во апсолутно, но ги отвараме процесите на јавна дебата. Она што изминативе денови е актуелно кога зборуваме за здравството, веќе изби во прв план се центрите за дијализа заради одредени истраги се појавија стравувања во јавноста дека веќе во споставените центри може да запрат со работа. Тоа е само едно од прашањата. Тука имаме представници од Сдруженијето Нефрон. Јас сум сигурна дека ти имаат прашање за вас. Повелете. Јас сум Душко Ѓорѓиев, доаѓам од Сдруженијето на бубрежно болни Нефрон. Ја користам приликата да гостите и јас морам да кажам една голема благодарност за исчекорот што го направија во кадаверичната трансплантација, која што беше во застој 3 години. Значи, ова е голема работа за нас, пациентите. Моите прашања се следните. Значи, во последно време во медиумите имаме разни шпекулации, имаме стравувања од пациентите што се однесува на дијализните третмани. Во Македонија 90 и некој процент се дијализираат во приватните дијализни центри и со воведувањето на концесијата пациентите осетија благодет во унапредување на дијализата. Имаме нови машини, имаме добри услови, тоа функционира и задоволни се. Значи, дали треба да стравуваат за понатамошните своји третмани? Второто прашање се однесува на делот на трансплантацијата. Ако дијализата е решена, во најголем дел и сме задоволни, имаме една европска дијализа, затоа што одиме по центрите и знаеме како е во другите држави. Трансплантацијата, поготово кадаверичната трансплантација е во повој. Имаме пикови, успешни години, па 3 години немаме ништо.
Она што ни беше ветено на нашиот состанок не охрабри и ова што почна да се прави ни дава за право да очекуваме. Меѓутоа, ако ги земеме годишните Ако може цени... прашањето е следно, произлегува од ова што ќе Ве молам кажам. прашањето, Значи, да. 2017 имаме буџет од 10 милиони, 2018 имаме од 8 милиони, најавен национален буџет за трансплантација 6 милиони. А викаме ќе развиваме трансплантација. Значи, нешто не е во ред ако вака. Сите ставки се намалени да не ги читам. Прашање до директорот на фондот, кога ќе се потпишат и ратификуваат договорите со земјите во окружување за несметано одење и вршење на диализа во другите земји. Она што се прави сега партиципација од 90 евра наспрам 500-600 евра што нашите пациенти плаќаат во странство. Да, мислам дека прашањата ги разбравме. Повелете го министре Филипче, има ли простор за стравување? Не, сметам дека апсолутно нема простор за никаква појава на страв, паника од нешто што би се случило во системот во работа на диализните центри. Тие совршено добро функционираат и сега, после некои објави во медиумите. Јас лично, меѓутоа и Министерството, службите стручни направија проверка на сите аспекти во однос на работењето на диализните центри, тоа е сега и денеска и во изминати денови, онака како што цело време функционира. Во однос на програмите, дозволете да кажам дека ние правиме многу често пренамена на тие програми, заради тоа што различни програми имаат различна динамика на исполнување. Во еден одреден момент може да се појават пациенти од кои што може да се земаат органи и да има неколку случаи на трансплантација и после еден одреден период кој што нема апсолутна трансплантација заради тоа што нема такви пациенти. И затоа ние многу често правиме пренамена средствата заради тоа што потребите и за други работи се навистина големи. Тоа што на хартија е ставена таква бројка воопшто не значи дека ставаме акцент на нешто друго. Напротив, има други програми во кои што го поддржуваме системот трансплантација. Например, едукацијата не е влезена во таа ставка што вие читате како програма за трансплантација. Таа е влезена во една друга програма од каде што ќе плаќаме наши кадри да се едуцираат, меѓутоа и странски експерти да доаѓаат кај нас доколку е потребно. Работиме и на некои други аспекти, работиме на подобрување на комуникацијата со системот на Евротрансплант. Сега со повторно воведување на кадаверичната трансплантација, сметаме дека сме спремни и после назначувањето на националниот и болничките координатори да ние многу по системски и систематски влеземе во тој процес кој што можеме да ги Господја да ги најдеме кандидатите за Мојсова е националниот координатор. Како вие ќе одговорите на ова барање на... Да, видите, не може никој да гарантира дека ние ќе имаме, би требало да имаме нагорна линија, во однос на бројката никој не може да гарантира. Практично, тоа што треба, на што работиме, да се препознаем, прво на препознавање на мозочната смрт не е само во прашање процесот цел на трансплантација и второ да може да се вклучат болничките координатори да бидат известени за такво нешто. Мора да знаеме дека не секој пациент со мозочна смрт се наоѓа само во интензивните лекувања. Значи тоа се 2-3 во Македонија кои што работат со таков интензитет или капацитет. И тоа е многу треба да е подобрите комуникацијата внатре во... Внатре е подобрена комуникацијата. Можам да кажам дека овој пат стварно имавме една фантастична комуникација, една фантастична соработка со сите профили, затоа што се стварно многу профили вклучени, односно специјалности вклучени во целиот овој процес и на некој начин тој некој ентузијазам доста вака не направи да се уиграме. Воедно и овој цел процес што го истуркавме нели минатата недела, свативме нели каде можеме да подобриме, затоа што видите, ние Рим не бил изграден за еден ден. Дали прашањето беше дали ќе може Македонија да се вклучи нели во овие по широки мрежи? Мора да оставиме да ние прво сами да поработиме на ова, ние треба сами да дадеме резултати. Резултатите ги гледа Евротрансплант. Значи, практично тие не следат ние како работиме. Ако не препознаат дека сме ние еден стабилен донорски систем, каде што и не е битна динамиката, и бројката дали се 5-10 кадаверични, дали се 15, зависи, нели, како и ние ќе ја тераме оваа кампања, колку повеќе ќе зборуваме отворено за оваа тема и колку повеќе, нели, ќе се подигне свеста. Прво,
верувајте, свеста треба да се подигне кај медицинскиот персонал. Не зборам интензивните неги и клинички центри, зборам за целокупниот медицински персонал, почнувајќи од матичните лекари. Па потоа да преминеме на граѓанството за да им го објасниме процесот. Сето тоа ќе видите дека ќе доведе до подобри резултати. Добро, тука имаме представници од неформална група на болести од канцер. Слушнавме деновиве дека мамографите не работат во сите амбуланти и поликлиники во Скопје, исто така и во другите градови, значи веќе тоа е проблем. Јас ќе замолам представничката на оваа неформална група, имаше прашање. Повелете? Добро вечер. Македонка Икономова Давчева, администратор на неформална група Љубов СМЕ, која брои некаде околу 300 жени оперирани од карцином. Моje прашање е дали Министерството планира да не ослободи од плаќање на партиципација во сите јавни здравствени установи, затоа што освен на онкологија плаќаме секаде кај што ќе одиме. И што со терминот за мамографи, за ехо, каде што го имаме најголемиот проблем? Толку благодарам. Министре или господин Дончев? Јас ќе одговорам. Значи, работиме на подобрување на системот за закажување мој термин во смисла на обезбедување повеќе термини, меѓутоа навистина оди тешко со оглед на малиот број на апарати. Во таа смисла, за 2019 година планираме голема инвестиција во опрема, а во насока на остварување на превентивните програми. Како ракот на дојка, зашто ќе се набават 8 нови мамографи кои правилно ќе се распределат низ државата, исто така и соодветен број на компјутерски томографи, а за скрининг на други типови на карцином. И на истиот начин како што излеговме во пресрет и после знаете и сами долги години се оствари вашето барање да на товар на фондот, овој тука и директорот Дончев, влезат и ортопедските помагала, градникот, протезата и периката, така сега работиме и на тоа да се обезбеди дополнителна сума пари да се ослободи таа група на пациенти од партиципација. Навистина се огромни потребите и барањата, не можеме све веднаш да задоволиме, меѓутоа сметам дека чекор по чекор може да направиме многу. Таа точка веќе е на управен одбор утре на Фондот за здравство. Само да во контекст на болничката партиципација треба да имаме предвид дека барањата се огромни во нашиот здравствен систем и мора да имаме предвид дека болничката партиципација како ставка на приход на јавните здравствени установи е помалку од 3,5% од совкупниот буџет кој фондот се проделува, така што сметам дека е минимален приход за самите болници и како таков представува и релативно минимален товар врз граѓаните, иако се разбира има одредени категории на загрозни граѓани кои можеби тоа е поголема ставка од што можеби може да поднесат во дадениот семеен буџет, но како целина во овој момент сепак мора да имаме предвид дека навистина е мала сума во контекст на совкупните трошоци. Кога сме кај парите и средствата, пред да продолжиме со прашањата, министер Филипче, еве вчера мислам дека имаше една донација, приватна донација на детската клиника. Постојано слушаме за приватни донации. Зошто опрема се купува од донации? Има недостиг на стратегија, на средства, нели е тоа невообичаено да приватни компании да се фалиме дека тие ни го опремуваат здравството наместо државата и буџетот да има конкретна стратегија и план како тоа да го направи. Точно е дека има многу бројни донации и мене ме радува тоа што има општествено одговорни компании кои што одделуваат дел од своите огромни приходи и ги насочуваат во инвестиција во опрема здравството, заради тоа што потребите се навистина огромни, како што кажа директорот Дончев, и ние не можеме све да постигнеме веднаш. И во таа смисла сме во постојана комуникација и координација со тие организации кои што нудат таква помош и тие самите доаѓаат и ни најавуваат дека имаат план за или средства за да се набави еден или друг тип на опрема, а ние врз основа на тоа после тоа ги правиме и нашите планови. Стигнуваат секогаш понуди за донација на некоја опрема која што нас не консултираат да видат дали е соодветна,
да не биде тоа нешто што е на пример веќе присутно и го имаме и мора да потенцирам дека пред недела дена добивме и донација повторно на еден многу скап лек, а тоа е лек за хепатитот С, кој што се дистрибуираше за пациентите со оваа болест на инфективната клиника и на клиниката за гастроентерохепатологија, чија вредност во Соединетите Американски држави изнесува $18 милиони. И тоа е толку современа терапија да, за разлика од досегашната терапија која што беше достапна за нашите пациенти, која што нудеше излекување само во 30 до 40% од случаите, ова нова терапија лекува над 99%. Да. И тоа е енергија да барате и да видите што е достапно и на тој начин да го донесете во нашата земја. Отвараме веќе прашањето за лековите. Господине Донче, повторно нема лекови во аптеките до 15 во месецот. Зошто не ги укинавте квотите? Сега имаме и друг проблем. Ги распределивте квотите на помалите аптеки и се случува скапи лекови помалите аптеки да не набавуваат, пациентите со поскапи лекови да се оставени без лек. Мислам дека има неколку погрешни тези во вашето прашање. Прво, не сме, се уште ништо не е прераспределено, како што кажувате. Системот е остен, на постоечкиот систем функционира како што е бил досега. Да, секако, но точно е дека имаме некои реформи во најава за која јавноста ќе биде во брзо време информирана, но моментално од систем е оној кој го наследивме. Видите, тука имаме неколку проблеми. Прво, статистички не може да одговориме зошто во последните 8 години бројот на издадени рецепти е зголемен од 14 милиона денеска на преку 24 милиона рецепти годишно. Значи, дали стануваме поболна нација или станува збор за нешто друго? Значи, ги немаме контролните механизми, информационните системи да дадеме одговор зошто толку драстично се зголемени бројот на издадени рецепти во последните 8 години. Вториот момент, зошто постои системот на квоти, бидејќи системот на квоти е систем кој во суштина кажува дека знаеме дека не можеме да имаме целосна контрола врз издадените рецепти, но ќе ставиме горен лимит на потрошувачката. Во право сте во еден систем каде што имаме 100% сигурност во веродостојноста на секоја транзакција. Тоа подразбира че од моментот кога вие ќе отидете во матичен лекар, до моментот кога ќе подигнете рецептот, до моментот кога фактурата од аптеката и рецептот од матичниот лекар доаѓа во фондот и сме 100% сигурни дека вие на вистина станува збор за вас, во конкретниот случај, тоа е синоним за секој граѓанин во Македонија, тогаш нема причина да постои систем на квоти. Но во овој момент, во недостаток на тие контролни механизми и информационни системи, тоа е единствениот начин да се регулира системот од можни злоупотреби. За електронско здравствено досие, но тоа е широка појма и не би изборувал во оваа прилика, но не сме далеко бидејќи го започнавме тоа и работиме кон тоа во наредните 3-4 години да имаме електронско здравствено досие кој секој граѓанин ќе може да има увид од домашниот лаптоп или PC да гледа точно на кој ден бил каде и што било подигнано од него и значи тоа е решењето за избегнување од системот на квоти на долгорочен план. Во краткорочен план мислам дека имаме неколку моменти. Прво, севкупната потрошувачка е зголемена, а немаме реален увид зошто е зголемена. Вториот момент, мислам дека тие навики на стравување од недостаток на лекови апропо од домашната аптека, собирање на повеќе лекови што може би се потребни, се уште постои. Мислите дека е практично? Не, само кажувам како можно објаснување. И третиот клучен момент тука е, мислам дека начинот на кој аптеките беа стимулирани од фондот по маржата или по надоместокот по број на издадени рецепти одеше во прилог да барем на картија да издават што поголем број на ефтини лекови, бидејќи што поголем беше наградата. Се до тоа ќе го смениме и за тоа ќе излеземе во јавност, само завршам, во наредниот 2-3 недели, што веруваме дека ќе придонесе кон поефикасно користење на лековите кои се натовар на фондот. Од Сдруженијето Најтингел од Тетова, тука се со конкретно прашање околу лековите и диагнозите, тие навистина се соочуваат со еден проблем.
За сега не беше. Повелете. Поздрав до сите вас. Имам едно прашање до директорот за здравство. Нас, матичните лекари, што не тангира повеќето е со диагнозите. Од специјалисти што се враќаат кај нас, например. Еве денеска имаме нов случај, се враќа од ОРЛ, пациент со 2 антибиотици. И H65 не можеме ни еден антибиотик да пишеме тоа. И од апотеките се ги враќат, не се совпаѓа нашите диагнози со специјалисти и со аптеките. Ги враќат и од апотеките, не се сложат, значи, диагнозите од специјалист до нас и до аптеките. Не се, ние повеќето што не тангира нас, тоа со диагнозите. Ви благодарам. Благодарам. Кажете, да. Ова е прашање кое што како проблем е наметнато веќе подолго време, а се однесува на тоа на кои доктори, на кој ниво, каква диагноза смеат да препишат и врз основа на тоа каков лек да препишат. Ни укажаа повеќе колеги кои што работат во неколку поликлиники во Скопје и ние иницииравме состаноци со стручните здруженија. Конкретното прашање беше за спреевите за астма кои што ги препишуваат пулмолозите, да видиме како можеме да тоа го смениме со цел да се олесни стигнувањето до лекот кај пациентите. И чекаме да ни дадат нивните мислења, заради тоа што тие се на мислење дека треба неколку пати да се провери дали тој лек на вистина одговара за тој пациент, заради тоа што станува збор за многу скапи лекарства. Јас се надевам дека во скоро време ќе имаме одговор од стручните здруженја, пред се на пулмолози и алерголози, заради тоа што така тргна таа дискусија, па ќе можеме да поработиме на решавање на овој проблем. Што се однесува до лековите за ретки болести, дел од тие проблеми на вистина се решени во меѓувреме. Тука имаме представници од неколку здруженија. Весна, повелете, веќе имате вие и прашање и за конкретен лек, како што ми најавите. Весна Алексовска од Живот со предизвици. Она што се случува во текот на годината е тоа што од веќе регистрирани диагнози се јавуваат нови пациенти и се случува тие пациенти да бидат оставени на листи на чекање затоа што не биле планирани во овогодишниот тендер. Од друга страна, видовме дека рекламата за 2019 година за ретки болести буџетот е копија на 2018 година. Од трета страна, тендерот траеше ужасно долго, 6-7 месеци. Дали уште толку ќе треба да чекаат овие нови пациенти, затоа што биле диагностицирани во март. Значи имаме со фамилијална амилоидна полиневропатија, имаме пациенти со АЛС, Лу Гериг синдром, имаме и од многу други диагнози, и од Вилсон има. Значи различни пациенти чекаат на лекови. И тоа не е во ред, затоа што ова се диагнози кои прогресираат, кај кои болеста е животозагрозувачка и ефектите што ќе настанат се иреверзибилни. Од друга страна имаме нови болести, имаме нови пациенти. Се случува веќе 3 години молиме за лекот за пулмонална фиброза и се уште го немаме добиено. Од трета страна гледам дека и на клиниките, детска клиника јувенилен артритис исто имаат листа на чекање. Мултиплекс склероза листа на чекање. Клиниката на гастро повторно се на чекање за биолошките лекови за кронова болест за улцерозен колитис. Значи јас познавам тинејџери, познавам деца кои чекаат да ги примат овие лекови. До мене е дојден Никола Стериов, маше на жена Ленча Стериова, која има идиопатска пулмонална фиброза, со кој комунициравме со многу од вашиот кабинет, сака и лично да ви се обрати во поглед на тој проблем. И ве молам вашиот одговор да не биде окей, ќе средиме и работиме, затоа што година дена работиме. Добро вечер, јас сум Никола Штериов, од Штип, се работи за мојата сопруга. Веќе е 4-та година што се обеќа, исто информирани се вашите соработници од кабинето, а ситуацијата е крајно загрозувачка, а одговор нема. Само имаме тоа. Ке видиме, ке се набави. Значи 4-та година. Се работи за болест идиопатска пулмонална фиброза. Да. Министре Филипче. Навистина ми е чудно што за идиопатска пулмонална фиброза има ваков проблем. Ја ќе проверам со кого сте разговарале, меѓутоа работата што за пациентите со пулмонална фиброза се обезбедени лековите кога е идиопатска
и тоа е неколку пати разговарано со докторите на клиниката за педиатрија, но не се обезбедени кога пулмоналната фиброза настанува како секундарна компликација на некоја друга болест и тоа е веќе огромна бројка на пациенти и веќе го надминува критериумот за пациенти за ретки болести, но конкретниот случај секако дека ќе го разгледаме. Во однос на другите... Само момент, зборувате за пулмонална хипертензија. Секундарната пулмонална хипертензија, за неја не се обезбедени, за примарната се обезбедени. Идиопатска пулмонална фиброза се само 4 пациенти, 2 има починати, за тоа се сега 4. Сите барања кои што беа доставени до нас за време на претходната постапка, кога ние наследевме еден процес кој што беше на вистина ставен по страна заради тоа што минатата година еден одреден период немаше министер во Министерството, целокупниот процес се одолговлечи, проценката на количините, тогаш што во тој период немаше ни соодветен електронски регистар, што во меѓувреме го направивме за пациентите со ретки болести, што беше едно од барањата во прогресот на нашата земја кој што го дава Европската комисија, значи тоа како барање целосно го исполнивме и го завршивме и сметам дека сега ќе влеземе во еден многу поструктуриран процес кој што точно ќе имаме увид у која диагноза, какви лекови се потребни и што ние можеме да обезбедиме. Би потенцирал два многу битни моменти. Вие и самите сте свесни заради тоа што нашиот начин на работа е многу инклузивен и вие сте скоро секојдневно присутни, ги дискутираме со вас нашите можности, на кој начин можеме да излеземе пресред на барањата кои што и самите знаете се огромни, станува збор за многу скапи лекови, станува збор за планирање кое што не може точно да го направиме, затоа што нови пациенти секогаш излегуваат, па одредуваме дополнителни делови од буџетот од некое друго место за да набавиме нови лекови. Во таа смисла ќе се решат и овие проблеми што ги споменавте со новите пациенти. Обезбедивме 3 нови лека, знаете за 3 диагнози оваа година, сега го обезбедуваме и 4-тиот, исклучително скап лек, многу нов за децата со мускулна спинална дистрофија, тоа е спинразата, го чекавме ребалансот за да го почнеме процесот и знаете дека после долго време и тоа би го потенцирал и се однесува на многу други набавки кои што ги контролира на Министерството, дека нема повеќе лекови од паралелен увоз, за кои што исто така стравувавте дали повторно ќе се случи, меѓутоа ние останавме на ветувањето и направивме така како што налагаат сите европски стандарди, закони. Во таа насока сметам дека ќе продолжиме да работиме. Ви благодарам за да имаме повеќе време за одговори. Детскиот диабетес е во порас. Мислам дека тука имаме и представници на ова здружение, исто прашање. Јас сум Наташа Деспотовска-Димитриевска, председател на Асоциацијата за детски диабетес на Македонија Баланс МК. Би сакала да го прашам, значи министерот конкретно, значи со оглед на тоа дека ние имаме како општество извитоперена размислување во однос на работите кои се од јавен интерес, на кој начин Министерството за здравство планира да ја имплементира, односно да ја менеджира националната програма за диабетес, која што веќе неколку месеци наназад имаме и слушаме за нејзе дека се подготвува, значи дел од медицинската ендокринолошка фела, дел значи и од вас. Исто така би сакала да го поздравам чекорот во оглед со директни прашања на вистина. Значи со новиот буџет се планира да се одвоат средства, значи една завидна сума на средства за едукација на доктори и медицински персонал за диабетес. Би сакала да прашам исто така дали министерот препознава во пациентските здруженија потенцијал со оглед на директната инволвираност во сите овие процеси на едукација, значи дали препознава потенцијал да ги уклучи овие здруженија во тие едукативни процеси, а и да ги поддржи исто така. Прост пример, ние како здружение веќе работиме активно, значи на овие. Добра идеја. Поверете, министре. Добро е да сублимирам еден одговор за сите овие прашања. Ќе го повторам системот и начинот на инклузивно работење, заради тоа што навистина сметаме дека здруженијата на пациенти се тие кои што заради огромните потреби, проблемите со кои што се среќаваат
секојдневно се тие кои што многу често укажуваат и на начините на кои што најдобро тие проблеми може да се решат, и во тој процес ние гледаме огромна предност. Значи никаков недостаток. Вие сте свесни дека коригирајте ме ако грешам, прв пат имате увид во тендерската документација за набавка на инсулин. Вие точно знаевте кои нови инсулини ќе бидат набавени, каков тип ќе бидат тие, колку вложуваме во не само новите терапии, туку и придружните инсулински пумпи, игли, кои што до сега беа, знаете со каков квалитет и знаете со што се соочувавте кога имаше инсулин од паралелен увоз и какви несакани или немање никаков ефект од тоа. Имаа пациентите, и во таа смисла уште на почетокот на годината приоритет беше променен на тој закон за значи, за лекови. Дека тоа е веќе надминато? Тоа се веќе процеси кои што се имплементираат во Министерството, тоа се критериуми кои што се ставени во сите набавки, освен квалитетот и соодветното обезбедување на резерви. Знаете дека бараме соодветна количина од едномесечна резерва од економските оператори, заради тоа што е тоа начин да се надмине потенцијалниот ризик од недостиг, од X причини кои што до сега многу често веќе да има недостиг. Јас искрено се надевам дека со ова дефинитивно ќе го решиме тој проблем. И уште една работа во однос на стратегијата. Вие знаете дека е токму индустријата таа која што многу често ни помага нас и во таа насока, кога немаме повеќе само веледрогери од кои што ни зависи увозот, туку навистина индустријата која што не само носи лекови, туку инвестира во развој на самата струка, во едукација на професионалците и на пациентите, ќе ни помогне во имплементација на сите овие новитети кои што се внесени во новата стратегија за диабет. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Се враќаме на дебатата, таунхол дебата за сите проблеми во здравството или барем за оние најгорливите. Со нас се министерот Венко Филипче, раководителот на Карил, Маја Мојсова и директорот за Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Господине Дончев, не престануваат хуманитарни акции за донации, за операции во странство, процедурата се уште е долга со компликации, не гледаме никакви промени. Навистина тоа обезхрабрува. Што ќе сторите? Тоа прво е одраз на наследената изгубена доверба до некаде на граѓаните во здравствениот систем, нешто на кој сите ние колективно се трудиме и е наша обврска да го смениме, да ја смениме таа перцепција, не само со зборови, туку со дела. Конкретно за овој случај прашањето е малце покомплицирано, бидејќи што се однесува до Фондот за здравство, последните 2 години во просек ќе одвоиме 8 милиона евра годишно за лекување во странство. Сега имаме одредени законски прописи и процедури под кои и ние сме должни да поставиме. Во ревизорскиот извештај беа посочени комплицираната процедура. Не мислам дека тоа е толку прашање колку што е во прашање да речем перцепцијата на одредени граѓани кои ги разбирам, нели, секој кој сака на доброто за своето дете, посебно кога се деца во прашање, но ние сме сочени помеѓу од една страна желбата за најдоброто, апропо нашите фискални ограничувања. Може би до некаде се оправдани некои размислувања граѓаните за одредени земји, посебно Турција, но мислам дека исто така во Турција има здравствени установи кои се акредитирани со највисоки светски стандарди, болници кои се, па да речем, светлосни години напред од некои од нашите здравствени капацитети. И до некаде мислам дека не е коректна таа перцепција дека секој кој праќаме во Турција го праќаме го праќаме таму, бидејќи веруваме дека го праќаме на најдобро можно место, апропо спрема цената што ја плаќаме. Овие се почести појави што ја гледаме за прибирање на средства не е поради тоа што фондот ги одбил, бидејќи голем број на тие случаи не ни поминале низ процедурата, не ни побарале конзилиарно мислење, не ни доставиле барање на фондот, туку едноставно одлучиле дека посакуваат да отидат во Германија или во Италија
или на друго место. Дека Па не лоцирам, само кажам реалниот проблем како што постои. Јас кажав, од аспект на родител, разбирам дека секој го сака најдоброто своето дете. Нашиот колективен предизвик овде ќе биде прво во текот на времето, значи да изградиме што повеќе капацитет да тие што ги правиме во странство да можеме да ги задржиме овде, како што беше случајот со хематологија, со неодамнешната прва трансплантација на коски на срцевина од несроден дарител. И второ, никој нема од нас право да ги спречи родителите да приберат средства од граѓаните кои по голема мера се покажат хумани, но да биде тоа направено на транспарентен начин. И тука веќе сме во преговори со двата големи оператори Телеком и ВИП, каде што при секое јавно барање за помош ќе биде транспарентно објавено дали во конкретниот случај е побарано помош преку званичните канали, да се објави јавно дека можеби или дали станува збор за сосема приватна одлука на родителите, или сметам дека граѓаните имаат право тоа да го знаат. Да се вратиме со прашањата од гостите. Тука се младите лекари. Тие рекоа дека имаат неколку прашања во овој недостиг на лекарски кадар, сигурно има. Марио Јовановски, Сдружение на лекари специјализанти, прашање имам до министерот за здравство и до директорот на Фонд за здравство. Моето прашање е дали во буџетот во 2019 година се предвидени финансиски средства за исплата на здравствено и пензиско осигурување за приватните специјализанти кои не го добиваат и за дежурствата на општо на сите специјализанти кои што исто така до сега не ги добиваат. После големата инвестиција која што направивме во 2018 година да се обезбеди паричен надоместок и кој што го добија околу 340 специјализанти и уште 40 специјализанти од областа на стоматологијата, ние тој буџет го проектиравме и за следната година. Меѓутоа, за да се обезбедат пари за придонеси, треба да се испланираат и вработувањата. И со оглед на тоа што планираме уште еден огромен бран на вработувања во сите јавноздравствени установи, сметаме дека овој проблем со специјализантите на тој начин ќе го решиме. Значи, нема да обезбедуваме дополнителна сума на средства само за придонеси, туку целосно да се инкорпорираат специјализантите во нашиот систем, на тој начин дополнително стимулирани да продолжат да работат во нашата земја. Уште едно прашање имам. Сум Миралем Јукич од Сдруженијето на лекари специјализанти. Моето прашање е дали државните специјализанти кои што го потпишуваат договорот на лојалност ќе се смени во однос 1:1 за години на обработување и 1:1 за финансии за враќање, дали ќе важи ретроградно за моите колеги кои што веќе ги потпишале така наречените лихварски договори и кога ќе се случи тоа? За жал, тоа што е потпишано како договор, ние нема да можеме да го смениме, иако имаше огромен број на барања до сега и за тие специјализации, и специјализанти, за кофинансираните специјализации. За жал, не може да се најде никакво правно решение да тоа се смени. Во однос на новите договори, што го планираме да како систем започне од следната година, апсолутно ќе се сменат тие критериуми и ќе бидат во согласно со некои нормални критериуми за соодветен сооднос на враќање на средствата доколку специјализантот после тоа одлучи да замене. Меѓутоа, би сакал да потенцирам дека со оваа огромна инвестиција што направивме во платите на докторите, сите лекари специјалисти која што ќе продолжи во 2019 година, со инвестиција во зголемување сумата во дежурствата, младите доктори тоа како ќе имаат мотив да останат во нашата земја. Заради тоа што сметам дека тоа е сосем солидна сума на пари која што сега докторите ја зимаат, дополнително ќе им се зголеми и во текот на следната година, веќе почнувајќи од јануари 2019 година, многу лекари специјалисти зимаат и над 100.000 денари плата веќе сега заедно со дежурствата и ние тој тренд ќе го продолжиме и понатаму. Сметам дека е навистина сериозен мотив за вас, младите лекари, да останете во нашата земја и дополнително на сет ова подобрување на системот на едукација, кој што сметам дека и тоа како треба да се унапреди, а ние веќе започнавме со имплементација на неколку модели во кои што лекари од странство доаѓаат во нашата земја. Таков пилот проект е во адултната
хирургија, кој што наш лекар, кој што работи во но Франкфуртската болница. предизвик е да ги задржите сепак лекарите. Како и што реков. Тука имаме и представници од Унијата на медицинските сестри. Мислам дека и те имаат прашање до вас. Повелете. Координатор на 5 Сдруженија на медицински сестри, 5.500 членство. Господин министер, ние сестрите немаме закон. Не е изрегулирана нашата професија и нашата дејност. Дали во вашата агенда ги разгледувате нашите барања за регулирање на нашата професија, за регулирање на нашата дејност, за дефиниција на нашата професија? Да искочиме од анонимноста во оној ланец и синџир, каде што сме, како што кажуваме сите, многу важна алка. Доколку размислувате, на кој начин мислите да не имплементирате со оглед на тоа дека во Централниот регистар постојат над 15 Сдруженија на медицински сестри, а секаде широм Европа нашите колешки се обединети и 15 години јубилејни славеа колешките во Србија, направен субјект комора, ние немаме репрезент преку кој што можеме сите наши барања и наши компетенции во сите нивоа на здравствените институции да ги бараме. Како медицински сестри. Тоа прашањето, и во другите норми, мислејќи на правните норми други, и во Законот на здравствена заштита, и во делот на образованието и така понатака. Врз основа на кои критериуми, ако планирате, ќе не имплементирате да учествуваме и ние во носењето и регулирањето на истиот? Еве, со оглед на тоа што немаме многу време, да се обидам на кратко да одговорам. Прво, колку ни се важни медицинските сестри во смисла на тоа да ги навистина препознаваме како една од најважните карики во нашиот здравствен систем, покажува и тоа што најавеното покачување на платата нема да се случи за сестрите од септември, туку веќе од јануари 2019 година. Во однос на регулирањето на дејноста, ние изготвуваме нов закон за здравствена заштита во кој што ги ставаме сите дејности, а после тоа ќе разговараме за носење и на посебни закони за регулирање за докторска дејност, стоматолошка, медицински сестри. Така да има медицински сестри, сега се навистина многу здруженија, не знам кои се присутен на состаноците, но кои што го кажуваат своето мислење, своите барања во однос на ова што сега го спомнавте за регулирање на професијата. Имам уште само 5-6 минути до крај, едно кусо прашање од Друженијето за хемофилија. Повелете, пациенти болни од хемофилија. Добар ден, Ирина Коцев, председател на Сдруженијето Хемовил. Денес пациент со хемофилија тешка форма вратен од клиниката поради немање на фактор. Интервентниот тендер веќе потрошен, тендерот во процедура. Кога можеме да зборуваме за да нема рестрикција за овие пациенти? Зборуваме за биолошка терапија. Набавката заврши пред неколку дена, договорите веќе се подпишаа. Би сакал да нагласам, се надам дека ќе се сложите за прв пат, донесовме рекомбинантен фактор од трета генерација. Терапија не подразбира промена на фактор кај одредени групи за жал. Само да завршам. И при тоа во постапката заштедивме сума на пари од 300.000 евра. Заради отвореноста, транспарентноста, заради тоа што беше дозволено на сите економски оператори да учествуваат. Така да ова е и како што го коментирав моментот во однос на ретките болести, во однос на инсулинот, тоа што се смени законот за паралелен увоз, тоа што начекавме и не идовме на многу заостанати постапки, веќе како сега ги завршуваме сите овие постапки, така ќе биде подобрено и планирањето. Јас сум прилично сигурен дека никогаш понатаму нема да се соочите со таков недостаток. Пред крај, доктор Мојса, од ваше искуство, запира ли преминувањето на лекарите специјалисти од јавното во приватното здравство? Дали имаме тука некаква промена? Да, сега видете. Веќе од колегијална. Да, и вака. Некако да, може би запира одливот на лекари во приватното здравство, но затоа се зголемува одливот на медицински сестри. Значи, секако имаме некаков одлив. Со отварањето нормално на новите болници исто така си барат веројатно еден кадар кој што е веќе обучен, нели добро едуциран, добар кадар и искрено во моментов јас например клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување се наоѓа стварно пред тежок проблем во однос на сестрите, нели нормално конкурсите идат подолго време, тоа е цела процедура една административна која што мора да пројде. И втора работа што тие сестри работата е малце специфична работа која што е и за таа треба едукација.
кога излезат од школската клупа, тие не се едуцирани за тоа, Каде како и за би докторите. било решението? Како се размислува еве вака во лекарската Видете, фела, каде би можело да се помогне? Видете каде би можело да се помогне. Може да се помогне во однос на тоа, јас имам свои некои визии во однос на категоризација на работните места. Ме разбирате, тоа можеме збориме, можеби синдикално ќе звучам, ама мора да им постои категоризација. Имате многу тешки професии во медицината и нели професии во медицината кои што не се толку изложени на стрес, на трагедии и така натаму. Значи, таа категоризација веројатно би ги издвоила и веројатно би створила кај персонал да работи нешто што е многу потешко од другите професии, ме сваќате. Така да, може би е тоа едната варијанта, а втората е веројатно можноста да освен за нели тоа што го работиме за државните институции, да можеме да работиме нели и во нашето приватно време. И господине Филипче, за крај не се откажувате од големиот тендер за набавка на реагенси, се дигна многу голема врева, првиот го откажавте. Како ќе не убедите дека овој пат нема да има таква врева, дека ве обвинија дека ќе фаворизирате само една фирма која ќе донира опрема и со тоа ќе обезбедува реагенси? Како ќе спречите овој пат да не се откажете од намерата? Не се откажуваме заради тоа што сметаме дека тоа систем кој што апсолутно треба да се имплементира во нашата земја. Заради тоа што треба да се направи рационализација, заради тоа што сега има апсолутно огромна потрошувачка која што не е потребно да има, заради тоа што има огромен број лаборатории, нерационално голем број, во едно мало место 2 или 3 лаборатории, тоа го нема никаде во светот. И на крајот на криштата, нека помине постапката и нека заврши. Ако не ги даде очекуваните резултати, ние нема да продолжиме во таа насока. Меѓутоа, јас очекувам најмалце 15% заштеда на сума од 35 милиони евра за 3 години што ги троши нашата земја, што е нешто неверојатно многу. Сметам дека најмалце 15% ќе имаме заштеда. Зошто на таков тендер инсистирате, господин Дончев? Не зборувам само за овој тендер, туку како концептот што го наследивме како целина. Кога зборуваме, не би сакал политика да мешаме, кога зборуваме за клиентелизмот на претходната влада, посебно Никола Груевски, можеби највидливо е токму во секторот здравство. 114 комисии за јавни набавки од земји од 2 милиона народ. Може да замислите колку неефикасност и колку нерационално се спроведуваше самиот процес на набавка, не само на реагенци, туку и на лекови како целина. Ние, знаеш, може да имаме до абсурдна ситуација каде што една болница во Тетово набавува, парафразирам, не знам, распишува тендер за аспирин, болницата во Струмица не знае што прави со својот аспирин, бидејќи немаме никаква кохезија измеѓу. Знаете, тоа е основно правило во економијата, тоа се вика economies of scale, односно, народно кажано, нели едно кило домати за 50 денари, 3 за 100 денари. Апсолутно има логика во земја од 2 милиона народ да одиме на спојување при процесот на набавка, не само во реагенците, туку и во генеричните лекови и во новите иновативни лекови. И веруваме дека тоа во текот на времето ќе покаже значителни заштеди, кои заштеди ќе може да ги вложиме токму во овие потреби за кои денеска зборувавме. Дали само кусо, дали ќе условите набавката на реагенси овој пат со опрема од една иста фирма? Не станува збор за опрема од една иста фирма, станува збор за отворена постапка во која што може да конкурират апсолутно сите економски оператори кои што и сега се на пазарот. Тоа што го бараме се бесплатни апарати, што е нормално на секаде, заради тоа што ние купуваме реагенси, апаратите, сервисот, се тоа ни следува без пари. И за крај, моето последно прашање, како ќе ја вратите довербата во здравството? Па мора да ви кажам дека после вечерашната дебата сум уште поголем оптимиста, заради тоа што еве ги гледам сите тука заинтересирани групи и стейкхолдери и ние навистина сме направиле нешто вака кога ќе се собереме сите заедно и во област, можеби не се, меѓутоа сериозни чекори. И во ретките болести, и во диабетот, и кај медицинските сестри, и кај докторите, и во трансплантацијата, и кај младите лекари, клинички центар за многу брзо време ќе знаеме точно каде. Јас сум навистина оптимист дека ние не само што може да вратиме довербата, туку за кратко време овој здравствен систем ќе направиме навистина европски. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната емисија. Тука е крајот. Останете на Телма, имајте пријатна вечер.